Изгледа Орландо Блум си помина одлично на свадбата на Безос и Лорен Санчес, каде беше забележан во друштво на 3 различни жени. Потоа беше и на забава на јахта со супермодели. Во меѓувреме, Кейти Пери и на турнеја, а на еден концерт не можеше да ги додржи солзите. Иако се уште се немаат огласено, јасно е дека Орландо Блум и Кейти Пери се разделуваат. И се чини дека Кейти Пери потешко се справува со целата ситуација. Кратко, откако јавноста дозна дека ја рескинеле свршувачката, Орландо Блум присуствуваше на 3-деневната свадбена прослава на Џеф Безос. А таму, акторот си дозволил вистински да се опушти. Во Венеција, Орландо беше забележан како разговара со Ким Кардашијан, а очевидци потврдија дека флертувале. Според изворите, Орландо го активирал шармот и пробувал да ја заведе реалити ѕвездата. Додека разговараше со People во ексклузивно интервју, уредничката за модни вести и свадби на Vogue Италија, Лаура Тортура, откри дека основачот на Амазон, Џеф Безос, ја молил да ја види венчаницата на Лорен Санчес пред нивниот голем ден. Ова се случи по последната проба во Долче Габана, а нашите инсайдери ја видоа веднаш потоа и таа беше навистина возбудена, вели Тортура. Таа самата рече: беше посилно отколку што замислував и ни кажа дека Џеф сакал да го види овај фустан. Безос молеше да го види фустанот, но во себе таа се спротивстави бидејќи сакаше да му го приреди ова изненадување по секоја цена и затоа успеа, додава Тортура за 55 годишната Санчес. За време на снимањето на уредништвото за Vogue, Тортура вели дека Безос била во соба која не гледала кон тревникот каде што била фотографирана, па дури и во тој контекст на ова било посветено внимание за да може да ја задржи тајната со својот иден сопруг. Безос и Санчес се венчаа во петок на 27 јуни на островот Сан Џорџо Маџоре во Венеција, Италија, пред список на гости полни со ѕвезди. Јубилејниот концерт на една од најстакнатите македонски групи Гром, која веќе 45 години ја одбележува музичката сцена, ќе се одржи утре во Хераклеја. Песните и настапите на Гром ги одгледаа генерации битолчани и оставија неизбришлив печат во срцата на љубителите на музиката, присутни на македонската музичка сцена од младинските рок гитаријади во 70-тите до Скопскиот фестивал, Макфест и така натаму. Ве покануваме да бидете дел од незаборавниот настан што ќе ве потсети на убавите времиња и ќе ве исполни со емоции. Меѓународниот фолклорен фестивал Кавадаречки фолклорни средби ќе се одржи од 3 до 5 јули 2025 година во Кавадарци, информираше Маријан Тодоровски од Дом на култура Иван Мазов Климе. На фестивалот што ќе се одржи на градскиот плоштад ќе настапат фолклорни асамбли, културни уметнички друштва од земјава и странство, меѓу кои и од Турција, Литванија и од Мексико. Пред секој концерт на фестивалот, асамблите учесници ќе имаат дефиле по улицата Илинденска и градскиот плоштад во центарот на Кавадарци, што ќе започнува од 19 часот и 30 минути на кружниот тек во новиот центар на Кавадарци. На фестивалот ќе учествуваат сите постави по возраст на тиквеж, од најмалата до првата постава, посочи Тодоровски. Организатор на фестивалот е Дом на култура и фолклорниот асамбл Тиквеш, што работи при домот со поддршка на локалната самоуправа и Министерството за култура и туризам на Македонија, како и од компании од Кавадарци и околината.